Како да ги приспособите вашите текстови за Google да ги рангира на првата страница? Дури најдобрите и најетаблираните глобални медиумски брендови ги користат правилата и техниките на SEO, Search Engine Optimization, или приспособување на содржините што ги нудат за да бидат препознатливи за пребарувачите на веб. И тоа не е случајно. Најраспространетиот начин секој корисник да стигне до информација на интернет е да го праша чичко Google. Бидејќи оној што бара одговори на прашањето од интерес, најчесто има навика да ги отвори само текстовите на првата страница со резултати. Многу е важно како да ги стокмите своите новинарски продукти за да имаат шанси да се најдат таму. Најважен е изборот на клучни зборови, според кои Google ќе ги препознае вашите текстови, видеа и слично. Кога ги пишувате насловите, поднасловите, воведните делови од текстот, мора да размислите и за клучните зборови според кои корисниците пребаруваат содржини на интернет од конкретна тема на интерес. Истакнатите исечоци или фрагменти на Google се добра можност што ја нуди пребарувачот за поголема посетеност на вашата веб страница. Најдобриот начин вашиот текст да се појави во овие истакнати исечоци е преку таргетирање клучни зборови што се базирани на прашања. Тоа значи дека вашите новинарски текстови треба да ги почнете со прашања: што, кога, каде, зошто и слично. AMP приказните, Accelerated Mobile Pages, се исто така важна алатка на Google за поголем и побрз пристап на медиумските содржини до публиката. AMP страниците побрзо се отвораат отколку вообичаените веб страници на онлайн медиумите, што е особено важно за корисниците што следат вести на мобилен телефон. Тие по правило треба да содржат повеќе фотографии и видео содржини и куси информации за темата, настанот или личноста на која се однесуваат. Слични правила што важат за онлайн новинарството според навиките на читателите, важат и за приспособувањето кон пребарувачот. Јасното и прецизно пишување и избегнувањето сложени реченични структури е од исклучителна важност, зашто на софтверскиот робот му е полесно да разбере поедноставен јазик. Клучните вести и информации треба да се содржани во првите две реченици од вашиот текст. Употребувајте куси и прецизни наслови. Трудете се секогаш вестите што ги објавувате да ги обновувате со дополнителни детали. Линкувајте други текстови од надвор или од вашата веб страница за вести со вашиот текст. Не заборавајте да го споделите вашиот текст на социјалните мрежи. Направете ја вашата веб страница за вести лесно достапна на мобилен, зашто огромен дел од публиката е на мобилен телефон. И на крај, но не помалку важно, внимавајте при употреба на кликбейтинг, односно употреба на провокативни, сензационалистички наслови со кои ќе ги натерате корисниците на интернет да го отворат линкот. Тоа не е етички. Дознајте повеќе како да ги приспособите своите текстови за Google да ве рангира на првата страница на medium.edu.mk.